Дистрикт, Цивил прес студио, интервју на Зоран Иванов со Самка Ибраимовски. Википедија за Самка Ибраимовски. Политичар, председател на политичката партија ЦЕР, партија за целосна еманципација на ромите, дипломирал на Факултетот за менеджмент во Нови Сад, пратеник во Собранието на Република Македонија, малку и министер без ресор, малку повеќе заменик министер за труд и социјална политика, музичар, директор, бизнисмен, уште понешто за себе ќе каже во текот на овој дистрикт, па стопанственик, Ибраимовски, бизнисмен или политичар, што е, каде е Самка? Каде плива поуспешно? Па видите, јас почнав како бизнисмен и во политика влегов како бизнисмен. Мислев дека политиката е слична на бизнисменот, меѓутоа се излажав. Сметам дека во бизнисот има пореални работи отколку во политиката. Што би можело да биде слично во политиката од бизнисот? Купување, продавање нешто, трговија, производство на идеи, реализации? Овој францускиот филозоф или економист беше Пјер Ленен кажал многу добро дека во политика не може да се обстане без политичка лага. Уште во времето, меѓутоа таа политичка лага треба да биде умерена, кажува, меѓутоа кај нас тоа не е умерена, него претерана. И ја така сватив политиката дека е тоа може да има некоја си разумно умерена лага, меѓутоа тука најдов на голема разлика од бизнисот до политиката и сакав да се изборам како што се бори во бизнисот, бидејќи бев еден од подобрите стопанственици во градот, тоа го знаат граѓаните во Тетово, единствена приватна фирма која имаше 80 вработени, која се бавеше со производство на повеќе артикли, како што донесов една да видите е тоа производство на машини за садови миење. Тоа функционира? Да, мој производ е, да ја имате тука. И имавме повеќе производи. Правевме картонска амбалажа за Годел, за Македонија Табак, за Автопрогрес, за Неметари. Тоа и преку труд и социјална политика, преку тие грантови нешто помош за лица со посебни потреби, така? Да, ние бевме тоа ви инвалидна помогна ли организација. тука политиката околу таа линија како заменик министер за имавте ли некој конфликт на интереси? Кога бев во бизнисот нема врска со политиката. Ја претходно ми беше фирмата регистрирана за заштитна организација за вработување на инвалиди според законот за инвалиди што беше. Меѓутоа, бидејќи бев доста упутен во таа работа, ние имавме здружение на инвалидни организации на Македонија, каде членуваат негде околу 7000 компании, и ја бев председател на таа организација 3 мандати, по 4 тоа се 12 години. Бев еден од учесниците што го правевме закон за заштитни друштва со Министерството за труд и социјална политика. Тоа функционира. Да. И ден денеска успешно функционира. Да, направивме скрипти, ја направив многу, затоа и 3 мандати немав право повеќе. Добро, ќе ве вратам сега малку интересно околу ова филозофот француски, политиката и лагата. Сега малку како се вели она по народски ме влечете за јазик. Политичарот Самка Ибраимовски кога влезе во политика лажеше? Не, Самка Ибраимовски влезе да не лаже во политика. Но малку како вели теоријата, малку може и да се лаже, дозволено, не? Нема обстанок, самиот кажува. Он кажува дека нема обстанок во политика без политичка лага, меѓутоа таа политичка лага е она што се вика, ало, тука си не сум тука, сега ќе ти се јавам, во тој смисол. Добро, ќе погрешам ако заклучам дека политичарот, бизнисменот Самка не лажеше и имаше некоја афера, сепак и во бизнисот нешто, некоја кривична или се лаже? Ми правија многу или некој, како велат на соседот да му умре козата. Од кога влегов во политиката, многу сопки ми правија. А тогаш почне? Па тоа е почна од кој влегов, мислам дека... Добро, но кога влеговте во политиката, вака реално, помогна ли тоа и за бизнисот? Контакти, врски, други релации, тендер некој, тендерче мало? Да не претерам, меѓутоа 80% изгубив што влегов во политиката.
од бизнисот. од бизнисот. Ја упропасти фирмата. А од образот Фамилијарна Ибраимовски? фирмата. Молим? А од образот? Се губи ли образ во политиката? Па, се губи сигурно, нормално се губи. Тоа ја сакам да кажам дека влегов во политика да покажам како треба да го штитам бизнисот во Македонија и кој економист да направам нешто подобро и како треба да функционира во тој дел, во економскиот дел на државата. Меѓутоа, наидов на погрешни луѓе кои другачие го тумачуваат Политиката. политиката, едноставно мислат дека влезено. Јас во политиката влегов како бизнисмен, меѓутоа политиката се замеша во економијата и во бизнисот, во мојата фирма и почна да прават. Таму се парите во економијата, нели? Ајде вака за гледачите на Дистрик. Со реченица 2 плюс од она што Википедија имаше запишано за вас и ова што вие се го кажете. Кој е всушност Самка Ибраимовски, од каде и како баш во Нови Сад да студира толку факултети во Скопје Видеше, и во Македонија? јас тоа го завршив за време на Југославија, не е тоа Македонија кој беше. Се едно, баш во Нови Сад, Да, нели во Србија? Да. Војводина. Јас подолго време се бавевме со музика како една од познатите групи во Македонија, група Амор, која 20 години свиреше на попова шапка со мојот брат Ибуш Ибраимовски и групата сочинуваше музичари кои беа многу поквалитетни од сега што ги имаме музичарите во тоа време, меѓутоа времето го чини своето и така да ние бевме може во погрешно време почнавме. Се распадна една држава, транзиција. Еден од разлозите беше да студирам во Нови Сад мојата сегашна жена, која е новоселјанка, се запознавме и така да тоа ме привлече да одам да студирам таму и подолго време патував со автобус, бидејќи во тоа време немавме ни коли, ни она. Јас бев скромен, од скромна фамилија, човек кој ја користише автобуската линија на Ниш Експрес Скопје Суботица и секогаш идев на таа релација со автобус и останав. Значи тоа е врската Нови Сад. Да. Не сте знаеле практично од каде сопруга да одберете, велат дека во рамките на тогашна Југославија неубавите жени биле токму во Војводина. Ја запознав на попова шапка. Да, супер. Да се вратиме на овој нашиот домашен терен. Вие сте по националност, иако не сакам јас на тие теми да зборувам, ром. И бевте, ми се чини шеф на некој начин или председател, не знам, ќе ме поправите, на комисија или на тело кое беше задолжено за имплементација на една меѓународна, во тие рамки и на македонска стратегија за ромите, социализација и така натаму. Што се случи со тоа движење? Па видите, јас кога бев, немаше тоа ако мислите во парламентот, имавме интерпарламентарна група која требаше да донесува предлози, да дава декадна стратегија за стратегија за ромите, тоа бев како министер. Кога бев министер во владата на Република Македонија и во тоа време најповеќе работевме и најповеќе бев активен во тој дел. Прашањето ми е жива ли е таа стратегија? Сакам подлого мисијата да допреме и до таа наша, до тие наши сограѓани. Како документ, стратегија е донесена уште 2004 година. Значи, као документ, тој е добар документ, меѓутоа тој документ не е чепнат. Не е почнато ништо да се работи. Јас кога и дојдов како министер, кој бев назначен од владата министер без ресор, односно со одлука на владата бев задолжен за стратегија, имплементација и подобрување на статусот на ромите во Република Македонија. Именно тоа ми е прашањето. Што се случи со стратегијата? Има ли било какви резултати додека вие шефувавте? Видете, јас као кабинет кога работевме, почнавме редоследно да работиме, издадовме една граматика, прва и втора граматика на ромски јазик, ова ќе ја поклоним да имате. Многу ви благодарам, ова останува за цивил, граматика на современиот ромски јазик. Прв и втор дел имавме, направивме преку кабинетот тоа, направивме речник од 800 страни, македонско-ромски речник, кој речник мислам дека беше одлично направен,
и ќе користеше за многу во основно образование и во предучилишна настава што ја воведува владата во сите основни училишта. Баравме во факултетот за педагошка академија да отвориме катедра на ромски јазик, да може да имаме професори кои ќе може да почнат полека во основното образование да има наставници, учители, да може да работи, односно да се предава на ромски јазик, за да може да има унапредување, што е дел предвидено во стратегијата на ромите. Меѓутоа наидовме на неусогласување и размислување од страна на... До пари ли беше работата? Па видите, не беше до пари. Све сакаме, ама Во реализација не била. Да не биде работава. И погушавме и така остана тоа. Чекайте, застан, од кого да не бива? Па видите, Кој ставаше разговаравме со сопки, деканот на факултетот на педагошкиот. Разговаравме со ректорот на Кирил и Методи, Јакимовски беше така, ако не се лажам. Сеедно. Не сакаја да запишуваат студенти под некои други критериуми или? Не, треба да ни дадат, да ни отворат, па за да може студенти да се запишуваат. Водевме разговори, неколку, можем да кажем слободно една година и све тоа така, па треба ова, треба Добро, она. Самка Ибраимовски да ве прашам. До кога ромите, еве Југославија колку 50 години, 30 независна Македонија, 80 години. До кога ромската заедница во Македонија ќе биде на најниското социјално образовно скалило? Видите, тука Што треба да се направи? Моето искуство и во политиката и моето размислување, лично сметам, без разлика дали на власт биле ВМРО или СДСМ или некоја од другите партии, треба да постои желба да се направи нешто. Без желба на тој што е појак од тебе, не можеш да одиш. Сега, јас сакав да спомнам терминот желба, спомнавте вие. Има повеќе партии на ромите во Македонија. Имате ли некој контакт заеднички за тие заеднички цели? Па видите, Дали некојаш контактирате за тоа или дали сега, ако не се лажам, имате вие ли покренато вашата партија некоја иницијатива за некакво обедување или некако координативно тело кое конечно ќе почне надвор од било какви политички желби на лидерите на тие партии нешто да се направи за ромите во Македонија? Видите, ромите ги користиле од самостојувањето на Македонија до денес. Биле само гласачка машина и добивање едно пратеничко место или од левата или од десната страна. Но тоа го знаеме. Што прави? И сега што е? Доаѓаме до имплементација на тоа што треба да се направи за ромите, тука се стопираат сите работи. Тоа е политичка лага што викаме полека, утре, чекај сега, чекај вака. Тоа значи лидерите на ромските партии или како се вели на политичките лидери се недоволно агресивни во смисла на настојчиви? Не, колку да бидеш агресивен, кога си послаб од некој сака тоа да го слабоста твоја да искористи и не ти дава оноку колку што треба. Добро, каде ги лоцирате отпорите? Ќе можете ли да одговорите на тоа? Каде се најмногу отпорите? Во други политички партии, во некои структури, економски, социјални, политички, ако кажем, ксенофобија некаква, национализам некаков? Што е проблемот? Предрасуди постојат, тоа мислам, тука да расчистиме работата. И затоа и преска и реков, ако некој сака нешто да направи, тоа може да го направи за многу брзо време. Ромите не се кознае што народ што бара нешто многу, тоа бара еден скромен живот и бара да биде уклучен во системот на државата. Тоа до сега го правеа со, едноставно кажано, со сила на политичките партии. Со претење, со барања, секогаш сме биле, да кажеме, на границата на тоа нешто дека треба да се направи. Ја како пратеник направив резолуција и изгласавме во собрание што треба да се направи за ромите. Таа резолуција се останува во архивите. Останува така како напишана форма и ништо нема. Ибраимовски, сега ме поставите прашање само да одговорам дека време беше да се освестиме и една иницијатива таква направив јас и ние се собравме повеќе политички партии, што сметам дека... Тоа е сега последната активност. Да, последната активност. Сметам дека со тоа обединување на партиите
ќе има резултат. Што значи обединување? Правите една партија или Не. во рамките на секој на својата партија? Секој на својата партија. Изготвувате стратегија, може би врз основи на оваа стратегија што е меѓународна и државна. Значи ние се обединуваме за интерес на целата комплетна заедница и ќе си настапиме сами на следните Така, парламентарни бевте и избори. во Министерството активен, или заменик министер за труд и социјална политика, малку и министер, пратеник долго време, но ова сликиве што ги гледаме по скопскиве крстосници главно на семафорите, родители, млади деца, девојчиња, па и бебиња. Толку ли Македонија како општество и како држава нема сили, нема капитал, нема волја да го реши тој социјал? Јас знам дека, или претпоставам, некоја статистика рече дека станува спор за 2-3 дечиња кои се така малку препуштени сами на себе, дека станува збори за некакви организации, малку некакви мафијашки структури кои ги злоупотребуваат децата, бидејќи не се знае каде завршуваат тие пари, но мислам дека државата знае се. Што е проблемот? Парите ли се проблемот? Или отпорот кај таа заедница да се социализира, или кај тој дел од заедницата? Видете, јас бев заменик министер и пробавме нешто да направиме. И јас барав од тогашниот премиер Бучковски да ми го даде министерското место за труд и социјална политика, да бидам министер, а не да бидам заменик. И за рок од 2 години дадов свое ветување дека јас тоа ќе го средам и нема да има нити едно лице на семафорите. Ајде да откриеме во 30 секунди како. Еве да пратиме порака на актуелниот министер, односно еве сега министер. Како? Како? Затоа што ја знам суштината на проблемот, како е на мојата заедница. И ја ќе имам друг пристап, за разлика од било секој друг министер кој бил до сега. Еве можност Еве можност имало, се ги собирале на еден ден, ги носеле во колективните центри, че им носеле тамо свари секој ден и ги навикнуваат едно месец ден и после месец дена па ги пуштаат и па тоа и се. Законско решение мора да се најде. Па има законско решение, питачењето е забрането. Нема. Не е тоа така како што јас размислувам треба да биде тоа. Значи, треба, кога веќе пример социјална помош, која е зголемена. Ја имав најголема иницијатива за зголемување на социјалната помош, кога беше Заев премиер. Во времето на... Да, и тоа успеавме да го направиме добро. И тоа дојде до некој степен на зголемување. Меѓутоа, за да се следи тоа ромско прашање, Ром министер треба да има за труд и социјална политика и ќе се следи. Сега беше шансата тоа да го направат. Повторно да го дадат тоа место на една ромска заедница и јас гарантирав за 2 години дека нема да има никој на улица. Кажете ми, ова министерство за другото министерство за политички систем, може ли тоа нешто да помогне? Една цела групација на најниското скалило социјално и образовно. Видете, тука се замешани работите и мораме да бидеме искрени, да не разговарам сега да правам дека овие се добри, тие се лоши. Не, тука сме слабо. Зоки едноставно слаб интерес има за подобрување на состојбата на ромите уопште во Македонија. Од било која опција до сега што биле во политиката. Значи не се заинтересирани да иде напред заедницата. Со интервентни работи не се прави. Како вела додека бебето, детето не заплаче, не добива млеко, нели? Дали сте вие и како политички субјекти, не само вашата партија и вие лично како лидер, туку и другите ромски партии на ромите, невладините организации, претивки се во однос на потребите? Па видите, ние не да сме претеле, не да сме правеле, меѓутоа секогаш не користеле до задниот момент дека ќе биде работата вака и во задниот момент, да кажеме 2 дена пред, 3 дена пред затворањето на листи и ред други работи, излегуваат сосема други работи, за ти немаш време да се организираш да направиш нешто друго од она што било предвидено. И тука е проблемот што јас лично сметам дека треба да постои желба кај големите политички партии да се направи. Меѓутоа, еве како што иде времето, народот се освестува, народот другачи размислува. Јас сметам дека сум потребен уште да бидам во политиката на ромите, бидејќи најдобро ја знам состојбата на ромите во... Така. Еве испративте неколку пораки. Социјалниот и образовниот статус на ромите не е карактеристика само за Македонија, а околните држави исто така, нели се
се мачат со идентични проблеми, можеби е полесно кај поразвиените економски понапредните држави. Но ајде да ве вратам сега на политиката. ЦЕР, Партија за целосна еманципација на ромите, нели самото име го бара тоа. Можам да заклучам од ова што го зборувате дека вие како председател на партијата толку години не сте задоволни од вашиот личен учинок, а и на партијата околу ова, како велите, целосна еманципација. Целосна еманципација подразбира Да се еманципира луѓето. Подразбира и социјален и образовен статус на малку повисоко равниште. Не сте задоволни? Не сум задоволен и од мојот учинок како лидер на партијата, меѓутоа системот изборен како што сум бил принуден така да се однесувам и не сум можел да направам повеќе, сем да направам нешто што го направиле некои други заедници во Македонија. Дојдовме до политиката и до Самка Ибраимовски во политиката. Идеолошки ова ваша партија ЦЕР може ли некаде да се лоцира или таа чисто етнонационална? Видете, ние сме лево ориентирана партија и секогаш сме биле умерена партија која барала да ги штити интересите на својата заедница и на граѓаните на Република Северна Македонија. Кога велите лева, вие доаѓате во политиката, влеговте од бизнисот. Обично се влегува во десната идеолошка матрица. Не би рекол така. Бизнисмени има и од лева и од десна страна. Тука не е ништо спорно тоа во тој идеолошки. Меѓутоа ја сум користил и некои такви Титови модели да кажеме, даеш ми с лево вози право, за да може да најдеме некоја подобра страна, меѓутоа и тоа не сме успевали да го најдеме. Мика без десно врти лево и обратно. Значи ние сме принудени, јас лично сум бил принуден и такви алатки да користите да користам за да видам како можем да додем до подобро нешто да се направи. Меѓутоа тешко е во нашава политика, ориентирани сме, да кажеме, да задоволиме потребите на поголемите заедници, а на помалите, што е можно, така, по нека трошка да се фрли. Или, што јас често користам тоа, некој ќе рече, абе, ти си во владата тамо, абе, да, јас сум во владата тамо, казанот кај што се прави јадењето, ама не ме пуштат ни сол да фрлим во јадењето. Камо ли да земете со котлачата? Тука проблемот на ромите се решава многу брзо, треба да постои желба било која политичка опција да нас. И тоа што треба освен желба? Треба пари, треба организација. Па има ли пари? Видите, дали има пари? Вие знаете дека во Македонија се влезени многу пари за ромската заедница. Други троши? Многу пари се влезени. Како во невладиниот сектор, така во државата. Значи, за толку време... Ефектите никакви? Па ги гледате ви ефектите, уште имаме ли на семафори луѓе? Нема ефект. Значи, ние во Македонија влегле многу цифри, да не кажам милиони евра. И во владата, и во невладиниот сектор. Тога, ја барав... Спомнавте политичко обединување на партиите на ромите во Македонија. Претпоставам на неколку пунктови, бидејќи секој ќе се остане, ако добро ве разбрав, и посебен политички субјект. Тоа ќе биде темата, основата, базата на тоа заедничко действување, тие неколку пункта, конечно нешто да стане видливо, како велите пари кога влегуваат од надвор да се операционализираат тука, да дадат ефект. Ја ќе ви кажам, може знаете, може не знаете, јас како министер барав евалуација да направи Европска унија на пристигнатите пари од тука ќе си навлечете многу непријатели, веројатно. Не, јас си навлеков. И таа евалуација кошташе неколку 150.000 евра и Европска унија го направи. И тамо има доста... Што покажа? Покажа дека има доста слаба медиација од страна на Европската унија и не може да дадат права оценка што е и како е. И ја истинав уште Богар кога беше и тоа го направија во нивни трошок. Ја бев и го направија. И кога јас дојдов по евалуацијата да видиме што, тоа беше катастрофа. Мислам, недоречености многу имаше. Меѓутоа, ви кажав,
пари во Македонија многу Добро, нашите институции не реагираа на тоа, заташка е сите нешто, нели? Па видете, тие нашите институции, ако почнеме, ја ќе, вие како што рековте, ја ќе треба да бидам најголемиот противник на оној, да почнам да кажувам еден по еден и како невладини организации, и како луѓе кои биле денеска. Па Ибримовски, ајде еден Лех Валенса нека се роди во држава. Па ќе се роди, тој ќе биде Самка Ибримовски, тој Лех Валенса во Македонија, за тие пари што се дојдени во Македонија и кај се отидат и тие пари. Сепак сега доста зборувавме за темата за која навистина Тоа не се малу пари. Најмногу сакав да зборуваме. Тоа се движи негде околу 30-40 милиона од надвор дојдени. Од надвор дојдени тука. Што јас ги имам како евиденција. Така. Ве враќам повторно на политиката, некако повторно пак избегавме некој статусот на ромите и обврската на политичките субјекти. Спомнав за идеолошки каде е ПЦЕР. Има ли воопшто веќе идеологија во македонскиот политички живот, меѓу политичките партии и најкрупните, или се е дадено на, како велите ова, десно мигавец, лево врти и обратно? Ја ќе искористам една српска реченица, вика кутко и мили мој. Значи, идеологијата е изгубена. Тој вика дека сум лево ориентиран, тој вика десно, а уствари тоа е све замешано, направено една каша, што изгубени се идеолошките чувства на една политичка. Што е доминантно? Личниот интерес, теснопартискиот интерес, роднинскиот интерес, клиентелизмот, непотизмот? Види, во мојата партија нема личниот интерес. Во ПЦЕР не знам. Во другите партии не можам да кажам дека имаат лични интереси, меѓутоа... Добро, кога се влегува во политиката и нормално да си има амбиции нешто некаде да се биде, за да се даде свој принос, може би некоја привилегија, нели? Да има некој според да направиме за разлика од други идеи, јас сум лидер на партија, јас сум бил пратеник, сум бил министер, сум бил заменик министер, и ја имам ќерка и син што уште не се вработени, факултетски образовани, кои не се вработени во ниједна институција во држава. Ќерка ми е моментално во Словенија, не може. Сега да кажа дека кога влегувате во коалиција, како ПЦЕР, Самка Ибримовски не побарал ништо за себе, за своето семејство? Не. Самка Ибримовски побарал за народот. И така останува секогаш, и тоа го знаат моите во партијата, дека јас барам за народ. И затоа Самка не можеше понапред да влезе во политиката, дека бараше за народ, за разлика од другите политички партии кои бараја за себе. Кажете ми, ова сега е тренд по малите политички партии, меѓу кои се бројуваат сакале или не сакале, така решиле гласачите и партиите, условно да речем, на етничките заедници. Една изборна единица ви комбинира вас како партија и воопшто на другите ромски партии или на партиите на турците, не знам, на властите на тие помали? Не знам, не знаете, веројатно не ме информирали дека кога ја дадавме иницијатива за една изборна единица со Лиле Поповска и нашата партија е потписник на таа иницијатива. Добро е, но јас ве прашувам друго, не ми го разбрате. Значи, разбрав, не разбрав. Тогаш Дали вам како партија ви одговара? Да. Може ли да ве снема со една изборна единица? Тргнувам, прашувам од овој аспект. Имаме ние политички партии, меѓу кои вашата, кои 20 години, колку сте на политичката сцена? Најстара партија во Македонија, пред социјалистичка, после социјалистичка партија. Не можам прашањето да го врзам за вашата и за сличните партии, на србите партии, на власт и така натаму, затоа што се еднонационални политички партии. Но партиите од типот на мултинационални, граѓански, што се представуваат леви, десни или центар, се едно, 20-30 години се на политичката сцена, постојано се во некои коалиции, ако отидат сами на избори, еве со една изборна единица, која е гаранцијата дека ќе добијат, ако сега имаат еден пратеник, дека ќе добијат два пратеника? И второ, и да добијат два пратеника, која е моќта во таа партија со два пратеника? Па видите, ние за нас одговара ова една изборна единица. Само уште ова, забелешките велат на критичарите на една изборна единица. Јас немам став, но имам дилема околу, затоа и прашувам, дека клиентелизмот ќе се качи на уште скала 2 погоре. Полтронството ќе биде уште поприсутно, бидејќи ќе има повеќе субјекти на кои клиентелистите ќе сакат да се лепат. Ќе се разбие она идеолошко ткиво на самиот парламент. Добро, е вака сега, пошто постави такво прашање, тоа е добро. Како дилема повеќе може ги поставам. Може ќе не снема, ќе нема, меѓутоа добро е и да расчистиме еднаш со тие. Кој може да остане, кого да снема. Кој е јак, тој ќе остане, кој не нема да биде.
Јас лично сметам дека една изборна единица е добро за нас и затоа го правиме ова обединување на сите политички партии во една и да настапиме со една листа од повеќе партии. Што мислите, ќе прифатат ли големиве или само глумат сите? СДСМ беше првата партија која даде подршка и предложи, дури и во својата изборна програма го имаше. Една изборна единица. ВМРО, ДПМН вчера денеска на пресови излегуваат и велат по повод инициативата да ја прифаќаме и ќе разговараме. Значи не ја одобрува до крај, но ќе разговараат. Им верувате ли, дуи мислам се уште е против, им верувате ли на големите риби? Или ова инициатива ќе пропадне? Што мислите, имате политичко искуство? Многу интересно прашање го постави Зоки, да ти кажам, глумци се 30 години тие, не се од сега. 30 години глумат. Вака ќе биде, така ќе биде, ова ќе. Глумачка школа како да завршиле во ова. Добро, ако успева, значи добро глума тогаш. Една изборна единица и вие како цивил имавте една дебатна емисија во Континентал имаше, јас бев присутен, имаше повеќе иницијативи, меѓутоа јас, Илија Поповска, па ова Алијанса на албанците бареа 9 изборни единици да има иначе. Меѓутоа едно треба да знаете вие и као Тоа 9 избори беше карикирање веројатно малку. И као новинари да знаете. Што затоа викам глумат дека сакаат нешто да направат. Што ги коштат да го изгласат за една изборна единица? Ништо. За ова глумат ќе ви се налутат големи. Нема, тоа се глумци 30 години глумат со мене, ја ги гледам. Глумат е лутање. Кога им требаат гласови нема зашто се лутат, нема тоа е вистина. Кажете ми, нема бегање. бидејќи зборувате и глума, ќе не биде ли? Видете, јас искрено да ви кажам, Не сте многу оптимист. искрено да ви кажам, баш ме интересира, иако поголемиот дел народ скептици се во делот на тоа сега изаменето со Заев што ти на Дујан Ковачевски. Ако работа менаџерски премиерот Ковачевски, Имам прашање за новата влада. Мислам генерално како држава и како општество, има ли оптимизам или депресија и апатија доминантна? не може да така да се откажеме едноставно дека не бива и готово да Добро, завршиме. но еве, што мислите ова Европа? Надежта треба да бараш и која нема, викаат. Европската унија не откачи. Европската унија не откачи многу културно и јас кога бев пратеник, кога ги носеа овие одлуките за уставните измени да ги правиме, јас станав на комисијата да поставиме до прашање до една од Европскиот парламент, од Европската унија што беа тука во нашето собрание. Што ако ние го смениме името, што добиваме? Овакво прашање. Дали ќе бидеме членка на НАТО и дали ќе бидеме членка на Европска унија? Директно прашање сум поставил. Одговорот беше за НАТО да, за Европа молк. За НАТО да, ќе добиете, а за Европска унија ќе треба да се усагласиме со законите стандардите, на стандардите кои се и тоа ќе биде, али тоа е све комплетно процес некогаш. Да. Океј, го направивме тоа. Јас бев и во комисијата за уставни прашања и како пратен и во комисијата. Го направивме тоа што го направивме. Сега гледаме дека тоа што требаше да биде, што беше бедено, тоа е разочарувањето на Заев. Значи направи се и на граѓаните општо. Да, уопште и на граѓаните дека ете ни праќаат некои пораки дека добиваме датуми, а све некако не добиваме, дојде до смена на парламентот на Европска унија. Ја спомнавте новото мнозинство, новата влада ја поддржувате? Па Или ќе кренете рака за некои предвремени избори? Па видите, сега јас сум таков тип на човек кој предвреме ништо не кажувам дека треба вакви се, такви се, вика од едно е да слушаш, а друго да гледаш Ќе вистина. ги чекате околностите. Јас секогаш сум бил таков и таков ќе останам, дека вистината ќе ја видам отколку ќе видам првите 100 Имате искуство дена. во политиката, што прогнозирате? Ќе издржи ли оваа влада до 24-та, до редовните или некаде, ако не на пролет, на есен годинава?
ако продолжат блокадите и нефункционалноста на парламентот? Амбициите на опозицијата се нормални и тоа е нормален процес во политика да Добро, не е нормално постојано да се бидете нема од првиот ден деструктивен. Они не пуштија и Заев кога беше премиерот, првиот ден почнеа со критики и Добро, но може ли да се случи во едни други постизборни околности вие да станете дел од коалицијата, вашата партија со сегашната опозиција? Ако вака многу и критикувате, нема да им бидете, нели, многу на услуга, ќе најдат друг партнер. Ама нема што да се лути некој од критика. Од критика треба да учи. Дека тој што го кажува вистината и тој не треба да се лути на тоа. Баш треба да размисли за тоа што јас сега дискутирам што не е направено во изминатиот период. Но знаете подобро од мене, суетата е елемент кој не оди во прилог на кооперативноста, па макар и политичка. Видите, јас сум сега моментално во коалиција со Социјалдемократскиот сојуз. Останувам до тој момент се додека сметам дека... Тоа и поради идеолошката матрица на вашата партија? Па, веќе сме подпишале таков договор и го почитуваме договорот, без разлика тоа што дали ние критички ќе видиме настроени или вака. Очекувам дека оваа влада ќе направи некои изненадување што народот не можел до сега да ги види. Тоа се плати пензии, кревање на рампата со Бугарија без штета по националните интереси и идентитетот на македонците. Ако тоа со Бугарија ќе се среди. Ја мислам дека ќе се среди, тоа да знаете дека многу брзо ќе се среди. Ќе се заврши таа работа. Еве нешто и американците чепкаат таму во Конгресот за некое македонство од пред 300-400 години. Ќе направи. Но поднесовте оставка, го подготвував ова прашање, го чував тука за пред крај и веќе времето низ од заменик директор од висока функција на едно престижно државно предпријатие. Имате проблем во комуникација со луѓето, суета ли беше во прашање што не сте прв човек, туку втор човек во сенка? Видите, јас со вработените не сум имал некој проблем никаков. Меѓутоа, она што било договорено треба да се испочитува. Во која смисла? Треба некаде нешто да се асфалтира или некои лични релации? Не, вака сега. Јас кога прифатив да бидам заменик директор, беше договорено да бидам после моето назначување за кратко време генерален директор на Македонија Пат. И ја оставката ја дадов, не дозволам со моето чувство некој да се игра година дена, утре за утре. Добро, зошто тоа не се реализира? Јас сум прифатил да бидам таму директор. Тоа беше за мене изазов како економиста. Ибраймовски, зошто веднаш не ве ставиле генерален директор? Тоа е прашањето, некој договор имал. Коалициски, дека требало да биде после 6 месеци. И тоа не се испочитува и тогаш ја... Добро, и сега каде е Самка Ибраймовски? Сега Самка Ибраймовски моментално е дома, седи, пишува афоризми, се чита поблиску сум со моите... Екзистенција, бизнисот се турка? Бизнисот си е тука, фирмата си е тука, семена фирмата, ние работиме сега, јас работам сега повеќе со граѓаните и со моите општински организации во делот на политиката и еве како што гледате секоја вечер си пишувам афоризми. Ќе дојдеме до афоризмите, предпоследното прашање, тоа е последното што сега го спомнате. Каде политички натаму, Самка, останувате председател на партијата, ве сакате таму, се уште за председател после толку години? Мојот мандат е уште 2,5-3 години сум председател на партијата, веќе на новиот конгрес беше избран и останувам и понатака. Мислам дека сум потребен на мојата заедница, а имам подршка од моето членство, така да овие 3 години ќе работиме турбо, многу јако, многу поорганизирано од сега што сме биле и ќе ги бараме нашите права во демократски процеси. Во политичката јавност, но се повеќе и во пошироката јавност, станувате се попознат по вашите афоризми. Тоа е моментална инспирација, тренд некаков, пориви некакви неостварени амбиции на Самка? Од каде афоризми? Па видите сега, ако се враќаме назад, вие не сте гледале порано,
Ја имав и претходно пишувано по 5, по 6, па ги пуштав кога имав навечер време. Може па би ги не, читав, не бевте толку популарен како политичар. поактивен. Сега сум малку поактивен и почнав повеќе да ги пишувам. Иначе јас си ги пишувам редовно секој ден. Ајде вака да прочитам нешто, ако дозволите, нешто од што штрмнав од интернет, од вашите понови афоризми. Се е во рацете на еден човек, а човек е во рацете на една жена. Или втората, жена без маж, како риба без чадор. Или третата, сите жени сакаат еден, а после уште еден. Жените ви се во фокусот на оваа креација литературна? Не знам дали приметувате, ја, значи, од социјала, од политика, од љубов, од жени, од за Европска унија некои работи, за судството пишуваме, си нека малку повише за судството пишував, така да имам различно све тоа направено од моето политичко искуство, што јас сега го искажувам И го трансформирате во овие мисли. Да, во некои мисли. Бидејќи завршуваме, еве за гледачите на Дистрикт, може ли, како се вели, премиерно, еден-два афоризми, Па еве, и да не ги објавите додека не ја емитуваме емисијата? Не, ја овие не сум не сум ги објавил, него викаме Европа нема алтернатива за нас, да фатиме ние една алтернатива. Веројатно ќе не примат. Потоа имаме му служевме за овации, а покасно за овци. Покасно За овци. За овци? Да. Додека бил. Разбирам. И после тоа имам уште, да не кажам уште многу напишано Ајде уште еден. Подобро ефтина лага до што скапа вистина. Постојат закони, не постои правда. Тоа се новите тие. Дистрикт, Цивил прес студио, Самка Ибраимовски, ви благодарам. Благодараме и на вас. Малку кажавте вие неколку збора дека покритички ќе биде, да не бидам така настроен, односно да не ми се налутат моите политички коалициони партнери. Се шегува, вие си одговарате за вашата политичка кариера. Само сакам да ви кажам дека да ги поздравам гледачите што ќе гледат ова наша емисија и да укажам дека јас сум народен човек и секогаш работам со народот. 24 часа комуницирам со сите граѓани на Facebook. Тоа е и поводот што ви се отвори и вратите на Дистрикт и на Цивил прес студио. Уште еднаш, Самка Ибраимовски, ви благодарам. Благодарам и на вас.